втора епизода во трета сезона на Политиканти, третата сезона, како што знаете, на Инфомакс. Јас сум Боријан Јовановски и со мене редовно е... Сашо Рановски, добро вечер и од мене, сите што не гледат во живо, ова ќе си биде потоа снимка која што си се врти. Боко, одлично помина првата епизода, ја дури сум онака баш добро. И јас сум пријатно изненаден и убави реакции, Да. стварно е добро. Okay. Баш ми е драго. Се надевам дека уште Идејата повеќе забавки се. да помешаме публиката меѓу Инфомакс и Политикантите, имаат секако поголема публика од нас и така мислам даде добар резултат. И забележуваме една нова публика која сме ја немале, која како кажам, млади луѓе, барем она што го следам на тешки муабети кои имаат они интересна една публика, млад свет кој и не е нешто партиски определен, свет кој бара нешто друго, дава некои нови идеи, критикува поинаку, ама добро е, тоа убав предизвик во секој случај. Добро, само да кажем дека ние за разлика од колегите од Инфомакс, ние не разговараме со четовите, така што Не, зашто дека ќе си течат. Можда понатаму. Време, ако има некоја убава идеја, интересно праша, мене тоа ми е тоа, како ти кажа, мене ми е интересно тоа. Ја сакам тој диалог со гледачите. Мислам, ако има конкретни прашања, коментари интересни и така натаму, може да добиеме. Океј, мислам, ја немам против, ама еве, да речеме дека оваа емисија тоа нема да се случи. Зашто Трамп е нов председател? Знаеш? Каква паника, човече, у цел свет. Се распадна либералниот свет у 24 сати. Да, стварно е паника. Стварно е потрес тоа. Иако не е прв пат Трамп да е председател. Со тоа што овој пат нема да биде мисечи нико првиот пат. Он има малку повеќе искуство во тоа, што значи тоа што го викаат длабока држава во Вашингтон и така натаму, и ќе има друга структура таа негова политика, ако воопшто можеме да говориме за политика и идеологија кај Трамп. Тоа е многу интересно и многу тешко да се дефинира што е политиката на Трамп. Пред малку слушав на еден подкаст, еден историчар многу интересен коментар даде. Вика, немој да се изненадите ако вика Трамп се избаци со овакво со некој став дека Украина одма треба да влезе у НАТО и он да биде тој што ќе ја внесе Украина во НАТО. Така што тоа е стварно една непредвидлива ситуација. Таков еден политичар, ако уопште можеме да говориме за политичар, deal-oriented, што би рекол Груевски, тип на политичар, кој работите ќе се обидува да ги решава како во бизнисот. Види, како и да е, ја, не знам, може би тој некој мој неподнослив оптимизам, може ова добро е сашто за Европа, да речеме. Стварно, мислам, дека конечно знаеш да победеш и Харис. Види, ако победеше Харис, можеше ја продолжеше таа илузија на Европа дека може да се потпира понатаму на Соединетите Американски држави, иако Харис немаше да биде тоа. Нивното, демократите ќе беа многу концентрирани, например, на Азија. Ако добро разбрав. Овој пат Европа стварно има шамар, тоа е тоа. Like it or not, и ако не успеат да се соберат сега, како кажам, да земат воздух, да речат, чекај, ова Европа е наша, ние се грижиме за неа, а не да се тегават, ко во случајот со Украина, чекај, ќе дадеме толку, па ќе дадеме толку, ама после не сега, па утре, па задутре. Не оди тоа така. Ќе треба да видат што прават. И видов една иницијатива, оваа квадрилатерала сега, британците, пољаците и германците и французите дека треба што поскоро да се сретнат и да видат што ќе прават и како ќе прават. И тоа стварно мора се случи. Што ќе прават со себе како Европа, како континент, како институција, како Европска унија, што ќе прават со она што е внатре, како растечки популизам кој директно ги нагризува фундаментите на европската конструкција. Има многу отворени прашања кои конечно ќе треба да добијат одговори. И во таа смисла, слушај, welcome Trump, како да кажам. Има барем десетина
работи кои што ќе треба да ги поразговараме, кои што ќе имаат многу сериозни влијанија, не само врз Европа, врз светот, за Америка секако. Прво овој пат Трамп не е истиот Трамп од првиот пат. Прво е многу поогорчен, отиде многу подесно, влезе веќе во многу опасни води во смисла на некои своји идеолошки, што викаш, кој знае дали идеологија кај него, тоа никаде жив не знае. Меѓутоа реално отиде длабоко во десно, веќе и отворено Хитлер се спомнува, веќе отворено го обвинија неговите иначе соработници за фашизам и така натаму. Второ, мислам дека одлежа 4 години на власт прво, па 4 години во опозиција, луѓето околу него веќе се покомпактни, што отпадна меѓу време, дојдоа се порадикални околу него, така што тимот што ќе го состави, мислам дека ќе биде да кажем, по долготраен, отколку па он денеска именуваше шеф на кабинетот, нели? И така, вчера ја именуваше жената, он промени 4 шефови на кабинети за 4 години претходниот пат. Второ види 10 дена му трае. Има таму разни рекорди. Рекорди има 20 да ударате. Второ, види, мислам, он ќе владее 8 години. Значи, овој мандат, ако го послужи здравјето, бидејќи е веќе бајги старичок и бидејќи влегува во 80 и плюс години, он сигурно, со тоа што види, Врховниот суд, Суприм Кортот е тотално негов, така што ќе имаме толкување наскоро за некоја година дека ова всуштност му е прв мандат. И дека вториот мандат што потоа ќе следува не се спојува со предходниот мандат. Тоа сум речи си сигурен, како и сите други автократи, мислам, школата е на Путин и на луѓе пред Путин и така натаму. Второ, сигурен сум дека ќе направи такви види, во суштина е ова победа на илибералната демократија. На еден концепт кој подразбира, тој не е промотор на тоа самиот, но сега е најсилниот корифеј на тоа. И мислам дека со ова се што се случува, ја спомнуваш Европа, тоа ти се сите овие десничарски популизми кои што сега ќе зајакнат исклучително многу од Холандија, Франција, Австрија, што ти кажам, Словачка, Унгарија, тоа да не спомнува Италија. Ме интересира, што мислиш како ќе зајакнат? Па еве ќе ти кажам како ќе зајакнат. Например, еве ќе земе Македонија, да не шириме. Тоа реално за сите нив е еден голем ветер во грбот. За овие, да кажем, десничарски популисти, демагози, едни деспотски варијанти на владење и така натаму. Цврста рака. Значи ти веќе го немаш факторот на корекција кој доскоро се нарекуваше Соединети Американски држави. Напротив, ќе имаш фактор на поттик. Второ, еве сега ќе ти кажам вака, што е од денеска, ајде од јануари, да не кажем од денеска, уште некој месец Трамп не е на власт, што е улогата на, да речеме, америчкиот амбасадор во, ајде не спомнувам наше, во Белград. Тој веќе не постои. Па и не постои. Значи ние веќе де факто не постои. Ние сега имаме гувернер за Западен Балкан, тој се вика Орбан. Сите ови има директни линии кон Орбан, а Орбан има најдиректна линија кон Трамп. Така што веќе локалната америчка политика во таа смисла не постои. Трамп не само што најави, туку тоа секако ќе го направи наскоро во првата година на власта, и тоа нема да биде он Трамп, туку екипата околу него кога ги читав с програмиве, него излегува Heritage Foundation и така натаму, ќе куникинат сите фондови со кои што се финансира преку USAID, преку други, бидејќи америчката држава и америчкиот конгрес, патем биде речено, они се завладеа. Чекај уште да преборат малку гласови околу овие, кажи, конгресмените, меѓутоа мислам дека и таму ќе премапнат. Значи, он има веќе апсолутно мнозинство се. Сенатот го зема, Суприм Кортот го зема и така натаму. Чекјудика на сите фондови кои што се бават со демократски развој, со права на малцинства, со права на жени, со LGBT заедници, тоа од идната година веќе не постои. Во многу од државите тие фондови ги одржуваат тие иницијативи. Бидејќи се згасна, тоа не е сега нешто ново, но тоа секако ќе биде и овој тип на, да речеме, за нашиот регион беше важен, за некого, за мене не, ама за некого беше важен оваа Сорос иницијатива. Ме разбереш, тоа сепак беа милиони кои одеа во тој вид на иницијативи, тоа се ќе згасне. Кој ќе искомбинира, значи, умртвување и убивање на еден невладин сектор. Не мислам невладин сектор неопходно политички, туку невладин сектор кој се занимава со либерални вредности. Бидејќи што е либералноста? Либералната демократија по дефиниција е да не се плашиш за своите ставови.
значи по дефиниција либералната демократија ги штити малцинствата. Какви да се? Музички, културни, сексуални, политички и така натаму. Ти во либералната демократија не се плаши за тоа. Во либералната демократија се плашиш. Добро, може. И тоа ќе се воспостави како еден нов начин на владење низ општеството. Може. Види, ти кажам нешто, да мислам си ја да сум амерички гласач. Не сега, од поодамна. Америка се соочи со една инфлација, еден пад на квалитетот на животот. Факт, точно е дека економијата на Бајден не беше воопшто лоша и Америка беше во раст, но точно е дека инфлацијата ги удри и, како да ти кажам, по джепот. Гледав една бабичка, не знам, на некој од американските медии, ме вика, да бе, тоа вика абортусот не е окей, вика, ама тоа нема да биде, не е тоа така. Но вика со економијата имаме сериозен проблем. И тука Трамп ја презеде, прво ги намести на темата на абортусот, за да потоа од неа се извлече и демократите да продолжат по таа патека и тука се преидоа. Економијата беше главна точка. Сега се амерички гласач. Замисли, ако преуреш, ми се чини дека Америка во Македонија има едно 3-4 милиарди долари вложено. Не ме држи за збор? Да. Но отприлике, да. Последните 2-30 Да. години. Види, Сашо, замисли да си амерички гласач и да дојдеш до тие документи, веројатно може, не, ако воопште некој не е сапира, предпоставувам има бројки на милиарди кои одат во други земји. И сега ти треба да се, што пре Америка го поддржува независноста на судството во Македонија. При тоа нема трак од независноста на судството во Македонија. Граѓанскиот сектор, Сашо, ако после 30 години со сите донации, помош, финансиска поддршка, не успеа да застане на свој нозе, он никогаш нема да застане на свој нозе. Тоа значи дека воопшто нема култура, или таа култура воопшто не е подготвена да функционира по тие вредности. И тука, види, и во таа смисла е Трамп добар. Ја мислам дека треба да соочиме со тоа. И како ти кажам, па ја да сум американец, па уште види тука секој во Македонија, слушај овде на калето, при тоа се што е лошо за државата, слушај тоа на калето го решија, на калето од Рачиново вадеа војници, од калето не знам што се правеше, кој е црно кале, мислам тој еден одвратен мит кој секоја кооперација да те чеше јазик со тебе. И еве со независноста на судството, па значи колку пари се дадени, бе, Сашо? За кого се дадени, бе, извини? Мислам, стварно ти кажам, ние тука, Трамп, не Трамп, исто како Европа, треба решиме што сакаме. Во таа, еве, јас една иницијатива вака да покренам ако може. Јас сум за референдум да не влегуваме во Европска унија. Не, Сашо. Види да ти кажам, ти ја слушам фрустрацијата. Ама нема фрустрација тука. Да, голема е фрустрацијата. И мислам дека заради тоа оценките дека Трамп победи заради економијата во комбинација со миграцијата не е потполна. Добро што е. Мислам дека во суштина се создаде во целиот свет, особено во либералниот свет западен, кај што и ние се стремиме, и ова ти што го говорише на трагата на тоа, се создаде желба за одмазда кај луѓето. Се создаде еден емотивен набој кој луѓето веќе и не размислуваат до крај рационално. Бидејќи ова ти што го говорише не рационално размислување. Да си светска сила се разбира дека ќе помогнеш и од Мјанмар до Казахстан, затоа што ти сакаш да бидеш светска сила. Не, зошто е нерационално, извини? Зошто е нерационално моето? Кој не? Затоа што кога ќе го разглобиш ова барање. Не, знаеш зашто сум фрустриран? Затоа што гледам толку многу пари и напори од страна. При тоа во нив се бара постојано конспирација. Да. И у континуитет нема конкретен резултат. Одговорот на тоа е да нема ни напори, ни инвестиции. Да. Туку одма да биде цврста рака. Тоа е тоа што се случи во Америка. Добро. Баш ова ти што го кажеш, точно тоа е. Тоа. На пример. За тоа сум. На пример. Да.
Сега ти кажам зашто, да. Знам ти размислуваш како хиспано-американец кој што е досега никој Америка и кој гласа за Трамп, кој овој утре иначе ќе го качува камион да го врати у Венецуела. Исто вакви како тебе, така тие му е донесува победата на Трамп. Ти размислуваш како жена, пази, над 50% од бели жени гласат за осуден силувач. Трамп е осуден силувач. 30 милиони. Затоа што сакам да кажам затоа што во нив има една желба за одмазда. Во нив има една желба да сепак разбираат дека ова машки свет кој живееме и не ги мразат мизогените. Трамп е иначе по дефиниција мизоген, женомрзач е по објективна дефиниција, земо ми настапите говорите, нема што да бидеш пристрасен мамо или таму. За него гласаат. Затоа што се собра во светот и мислам дека е тоа резултат на неколку комбинирани фактори. Прво е една постпандемиска депресија која што на различни начини го деформираше светот. Има во тоа и економски фактори, иако американците веројатно по економските параметри се во последните неколку години најдобрата економија на светот. Да, тоа веројатно не е стигнато до сите слоеви, но кога ќе ги видиш во агрегат цифрите, они се неспоредливи со Европа, со Кина, со ова други, да не спомнем, вака идат. Говорам сега за битни држави, не говорам ја за Бахреин и така натаму. Во нив се создаде една желба за одмазда, една желба за, како да кажам, за ирационалност во своето гласе, за инаед гласат. Не викам дека е тоа само тој фактор кој придонесе, кој реши за изборите. Меѓутоа, во суштина, второ, види, американското општество во голем дел е расистичко. Добро. И тоа американците го признага, не го признага нормално, сега може би најмногу ги отворија тие теми. Абе, не може да си дозволат да им биде жена председател, особено не црнкиња. Точка. Со Обама тоа се премавна во еден аспект и како да ти кажам, апсолутно дел од општеството им е расистичко и воопшто не размислува едноставно. Ние имавме во кампањата на Трамп не само кај него, туку во цела палета на говорници таму. Абе, као Ку Клукс Клан да го слушаш. Као собирите на Ку Клукс Клан. Сакам да кажам, Борјан, ова ти што го збориш. Со решеноста да едноставно се престане со таа интернационалистичка политика на Соединетите американски држави, ги поклопи коцките така да Трамп победи и тоа значително да победи. Види, светска сила, ако не е интернационално насочена, тогаш не е светска сила. И сега Америка ќе влезе во еден изолационизам, тоа не е јасно, тоа го најавуваат и така натаму, меѓутоа ќе влезе во други работи кои што многу скапо сите ќе не чинат. Ја можам да ти набројам барем 5-6 работи, ама еве со време. Да речеме, види, после победата на Трамп, веќе неказнивоста во политиката станува правило. Зашто зашто Мицковски воопшто да има било каква резерва околу тоа дека треба да прави работи како што ќе му текне? Па најголемата демократија нели Америка туку што избра осуден и обвинет за кој што во првиот ден ќе се аболира сам себе. Значи принципот за неказнивост веќе се распадна. Да речеме, принципот на независност на судството. Па ја мислам дека Мицковски веќе следната недела треба да посмени ова совети, обвинителски, судски, на сила, се тоа. И кој на него ќе дојде да му каже нешто, па се извинувам, па главниот промотор на демократија тоа го прават. Што сега вие на мене ми кажувате? Да речеме, политизација на војската. Мислам, таа последица ќе трае со години, ако не и со децении. Веќе Трамп сега ќе влезе во користење на војската. И, Борјан, 70% од претходниот мандат која беше на власт на неговите најблиски во обкружувањето, значи говориме за многу сериозни луѓе, излегоа со ставови да не се гласа на Трамп до најрадикални ставови, дека е фашист, дека е и така натаму. Ги слушавме сите, нели, се забавувавме цела планета со тој така. Значи ти кажам од неговите избраници. Не ти кажам ја опозицијата, ја и ти што мислиме у Скопје. И сега човекот доаѓа со таква биографија, со тие отворени работи за кои се залага повторно на власт. Чекај ми, Сашо. Знаеш ли кој беше на власт 2010, 11, 12 во Америка? Што е поентата? Обама. Да. Знаеш ли кога се случи најмрачното авторитарно време во Македонија? Тогаш. Заради нив. Па не заради нив, и обратно. А знаеш кога падна тоа време? Чекај, кога? Во време на Трамп. Па тие кога Америка се заложи да падне. Во време на Трамп, така? Да. Значи, сакам да ти кажам, тоа не е баш така директно врзано. Ова ти што го зборуваш. Мене ми е друга поентата. Да ти кажам. Се разбира дека ја не мислам дека Америка или демократските држави треба да престанат да поддржуваат
зрењето и развојот на демократските институции во Македонија. Зашто не? Ама види, А зашто да не престанат? Се- Пошто се- твојата теза е да престанат. А зашто па да не Не, престанат? чекај, да дозволи ми. Но види Сашо, Трамп или било кој, овде, како исто и како Европа, ние мора еднаш самите себе да се погледнеме. Гледам мнозинство на луѓе кај нас, цврста рака, така ќе се реши економијата, Вучич е добриот пример. Чекај малце. Гледај што се случува во Србија. Тој патем, не верувам дека Трамп ќе успее нешто економски да направи. Така што ја не сум толку сигурен како ти што викаш дека он ќе добие друг мандат. Јас се сомневам, мислам напротив, дека они, американците, економски ќе баш таа средна класа на која Трамп не припаѓа и која не ја ни познава, ниту го интересира, дека ќе добие нешто од ова. Значи, Аба автократи не паѓаат на фер избори. Не, Како не разбираш? Значи он сигурно ако сака ќе добие втор мандат, зашто изборите нема да ги решаваат мнозинството што ќе гласа. Тоа е сепак еден демократ систем. Ако дошол до тоа, ако се сведе до 4 години, окей. Сакам да кажам. Да не прави исторски Сашо, паралели. види, мене ми е преку глава да објаснувам дека цврста рака и авторитарноста не носат добро и дека никому не донеле никогаш никакво добро. Но овие луѓе овде очигледно им е потребен тој удар во зидот за да видат тоа како изгледа. Гледај како се урушува. Не, Вучич нема да падне сега. Овие протести ништо не прават. Но тоа е систем кој се урушува, Сашо. Ти кога си авторитарен лидер, ти не можеш да бидеш инклузивен. Ти се обкружуваш со луѓе кои се исклучиво лојални. Што се случи со настречницата во станицата на Нови Сад? Падна. Се испостави дека таму тоа све што било инженер, предпоставам во јуни имаше средба Орбан Вучич и на Орбан му требало да Вучич дајте тоа побрзо нека се направи одма утре да го видам да е направено и отприлика така е правено. Гледај, на пример кај нас многу ми е криво, тоа е СДС една, како ти кажам, промашија сите голови, па и тој. Например, за автопатот Кичево Охрид, за кој они си го однесоа на крај на избори, а виновни се, пази, се сеќаваш дека се утна правците на автопатот Охрид Кичево. Знаеш што се случи таму? Куп наводни инженери градежни потпишувале проектот. Сега ти кажам, зашто? Затоа што се плаше од Груевски. Затоа што Груевски са идеме одма тераме тоа. Сега чекај, не те разберам, ни треба или не треба црста рака? Што е тезата? Види, ни треба да се решиме што сакаме, Сашо. Ако не може, сакаме Европска унија, ама види, не ќебе ако они не сакаат. Таа една шизофреност. Ако не сака Европска унија, они ќе најдат начин да не земат. Ма немој. Добро, Еве не те сака Европска разбирам унија. ја што кажеш. Еве не те сака Европска унија. Еве ти го Трампе во Америка не го интересира твојот демократски развој. Што правиме ние понатаму? Ништо бе ќе пропаднеме што да правиме. Како ќе пропаде? Кај ќе одиме? У земја. Нема кај да одиш. Види бе, Нема. Боја, ти ако не ја разбираш демократијата како процес, туку мислиш дека е тоа одлука на даден датум. Не е одлука на даден. Тоа значи дека демократијата е секој ден процес. Така Овие е. битки што ти Така ги е. збориш. Прво, една генерација не ги завршува, па тоа е Америка. Така бе, ама Сашо, Значи, ние... секоја генерација таја битка за демократија, за Така е. права, за не знам, правосудни системи, за реформи, тоа е нон-стоп. Нема, не можеш да кажеш, сега готово завршивме се тоа. Нема точка во тоа може да Така, кажеш. и неа ја води еден Второ, менталитет кој второ. не се лепачи на плакати кои чекаат кој ќе победи Да, нивниот ама лидер да не знам добијат зашто е работа тоа во... аргумент, не разбирам. Зашто е тоа аргумент? Дека не чини демократијата, зашто лепачи на плакати се уклучени. Чини демократијата. Ја нема овде демократската свест. Па ја нема. И тоа таа како е- што тоа е како криза. мислиш дека со раѓање таа Која е еволуција, дека таа Сашо? биолошки доаѓа? Знаеш ти дека Абе децата во демократската школа... свест и ова ние што го разговараме. Некој што не слуша Па гради ние го разговараме демократска. од 90-та година. Нема, никош нема да заврши. Тоа сакам да те разочарам. Истото го зборим. Ама тоа сакам да те разочарам. Ама и во, не. и во 3090 ако постои некој вако свет, ова ќе се прави. Ама не, ние уште зборуваме за каде е развојот. Ние уште зборуваме дека ни е загрозен идентитет. Па еве развојот е во тоа што можеме да го разговараме уште- ова ние- и се уште да не се плашиме ние- за некои последици. Например, Ние уште не можеме да решиме проблем со депонија. е Значи, добро да ние уште не можеме да решиме проблем дека со фактот дека ние се надворе токсично веќе. Не се дише. И заради Ма тоа. не, демократија е која, да, она е процес,
кој никогаш не застанува. Ама ти нема, кај нас ти имаш теми кои се од 90-та година дежурни и присутни на headlines од 90-та до сега. Ама види што е крајната точка на ова ти што го говориш. Ни треба демократија тоа да го дискутираме или треба да прекинеме демократија и тоа да го ставиме некој друг да го решава без наше учество во дискусијата. Тоа е никогаш не треба да се откажеме од демократија. Тоа значи дека ова све што го збориш иде у ѓурбе. Зашто? Па затоа што и ние со депониите се занимаваме и за 10 години од сега уште ќе разговараме. Нешто ќе мрдне, ќе изгуби градоначалникот укочени на следните избори заради депонијата, ќе дојде некој друг што ќе вети подобро може ќе ја направи. Зашто кој разговара за тоа? Па еве, луѓето протестираат укочени за демократија. Да, ама не гледам многу повести дека нешто дека е тоа некоја голема тема. Сакам да кажем што ќе се реши со тоа што ќе има цврста рака и нема да има повести ништо. Не. Значи тоа го поминавме, тоа живеевме ја и ти у комунизмот, па виде како беше кога немаше демократија да се разговара за работите. Значи што сакам да ти кажем, доаѓањето на Трамп на власт ќе поремети низа составни делови на демократијата, како што е политички вредности. Сега излегува дека, например, види, сега доаѓа време кога политичкиот стил е поважен у политиката него вредностите. Значи, сега ти ако си... Види, Трамп е политичар кој што буквално го исисава оксигенот, кажи го ова, воздухот од се друго. Он толку многу лупета, толку многу глупости збори, што ти мораш со него да се бавиш. Неговите противници практично не можат да излезат со програма, бидејќи овој толку многу го зима вниманието врз себе со крајни екстремности, глупости, безвезари, инциденти, кои се нормално атрактивни за гледање и така натаму. И сега кој да му е противник, не може се занимава со својата програма, бидејќи има од другата страна човек на кој што секој ден мораш да му одговараш на 10 глупости што ги направил, што ги кажал, што ги посочил така натаму. Например, сега ќе следува според најавите на Трамп кратење на буџетите за образование во Америка. Он секако сака да укине Обама Кер, тоа не му успеа у претходниот мандат, бидејќи со еден глас на Мекејн, затоа го мрази Мекејн толку, не помина у Сенатот, у Конгресот. Сакам да кажам, значи ќе следува на тамошно кратење, бидејќи Трамп е се да биде приватно. Види. Бидејќи е представник на милиардерите, на такви како Илон Маск и компанија и Джеф Безос и овие сите други. Јас знам дека на крај сите овие најголем дел од овие што гласаат ќе бидат разочарени, ама ќе биде доцна. Ја не викам дека ќе биде доцна дефинитивно, но тоа ќе бидат изгубени години. Бидејќи Америка е преголема сила во светот и е многу влијателна за сите други, сите наш на еден или на друг начин тоа ќе не чини. Тоа не е во Македонија нешто се случува, па тоа ни преку табановци не поминува. Сега, знаеш, кога Трамп ќе уведе такси, царини кон Кина, сите ќе начини тоа. Иако ние со Кина немаме никаква трговија, но он сега, мислам, неговата заложба е меѓу 10 и 30% се што се увезува од Кина да биде оданочено, да биде оцаринато. Тоа не може да не доведе до светска И ќе се отвори фронт у Тајван. И така натаму, не само фронту Тајван, него се и се што. Тој има да разбие сегашните текови. Добро, види, аргументот може да биде па што. Види, на се може да биде аргументот па што. Американците ќе платат цената за оваа по мене неодговорност во гласањето. Апсолутно. Ова беше како ти кажам. Еве, бизнисот сега ќе завладее со погибелот. Тоа ми е јасно. Да. Значи, големиот капитал. Кои инаку не плаќаат даноци во Америка. И таа средна даноците им се по острови, по не знам што. И таа средна класа која уствари сега гласаш и ти ако погледаш мапата како е црвена, значи тоа убедлива победа, by the way, овие сите сондажи кои беа дека еден некту нема врска. Па зборев минатиот пат колку се лоши истражувањата јавното мнение. Катастрофа. Катастрофа, бидејќи моделирањата им се погрешни, бидејќи начинот на кој ги поставуваат, види, не го фаќаат ова што се обидувам да ти го кажам. Не го фаќаат ова емотивен бес на гласачите. Истото тоа се случи у Македонија. Имаш еден бес со кој што се гласа. Луѓето бараат одмазда. Па види да ти кажам, ние лесно ќе се согласиме дека Заев не испорача колку казнување на зашто. Па еве ти го Мицковски, 4-5 месеци на власт нема од било каква правна држава. Значи, за година дена, локалните избори ќе му испорачаат гласачите исто тоа што му го испорача на Заев. Што напрети? Та метли имаше, та ова имаше, тоа на ништо. Види, не знам дали ми ја разбираш, може иронично е, но види,
од една страна стварно е добро. Мене ме интерес. Ние сме сепак во Европа. Се разбира. Сепак во Европа. Ние прво и добро е Америка да на извесен начин ја се тргне од барем ти викам таа една како ти кажам една кавкијанска представа, она замокот, дали си го читал тој роман за дека во замокот сите наши животи се одлучуваат во замокот и така на тоа со калето. Значи тој мит треба да се исече. За мене е тој нездрав. Значи тотално е нездрава таа култура која е се присутна кај нас. Ние мора да се свртиме на да успееме многу конкретни работи и бројки да гледаме конечно. Ние, например, 70% од извозот ни е во Европска Унија. Нашата економија со Америка, кој ќе видиш, и нема некоја, не знам што, каква поврзаност. Не, европското вредностниот систем кој сакаме, он институционално, па дури финансиски, е поврзан со Европската Унија. И во таа смисла, затоа ти викам, мислам дека ние прво ќе треба стварно да сватиме да тоа мора да прекине. Ако не сака Европската Унија, ќе речеме зашто не сака Европската Унија. Прво, одма да расчистиме дека не сака. Марта Кос ја слушав на хирингот во Европски парламент, како ти кажам, не спомна, вика имаме две земји кои до 28 треба да завршат со преговори, Црна Гора и Албанија. За Македонија, што се однесува до Македонија, на прашањето на бугарските пратеници им рече тоа со менувањето на преговарачката рамка не е реално, чао, дека Европската комисија може да олесни Македонија да некако се собере во тој услов кој го има, но многу беше експлицитна. Сакам да кажам, пораката е, ако сакате, тој е условот, повелете, ние од наша страна има волја за членство, Албанија и Црна Гора работиме интензивно да влезат во Европската Унија. И тоа е тоа отприлика. Не, да не се лажем. Друго, што е добро, што мене ми се допаѓа во тие односи, што го немавме за време на Вархеј, многу јасно стави до знаење, ова што го зборуваш, демократските институции, например, ги спомна новинарите, бидејќи патеме и поранешна новинарка, слободата на изразувањето, нешто што во директоратот за проширувањето за време на Вархеј беше така. Знаеш како уствари беше. Мачко реп, што би се рекло. Кон Вучич исто има многу сериозна порака околу тоа како и што од него се очекува. Јасна и беше пораката, ми се чини, и околу идејата на Гренел, па и на некои други во Косово за поделба на Косово и размена на територии, дека тоа не доаѓа во предвид. И така треба да ти кажам, за дозволи. Кој ја праша Кос за поделба на Косово? Чекај, Сашо. Сега да види бе, ако Гренел каже дека ќе се дели, кој ја праша словенката Кос за поделба на Косово? Не ја праша никој словенката Кос, но и те како се прашува тој што ги има парите. Тој што ги дава парите тука е Европската Унија. Не се задесува. Сега види. Европската Унија ќе си ги плати сите процеси кои ќе ги бидат речено да ги плати. Добро, тоа ти така мислиш, прашај го Орбан до кај со 700 милиарди што треба да ги земе. Нема да ги земе. Слушај ме. Не, чекај. Ме воведуваш во еден шлагворд, ми правиш во тема која не мислев дека ќе разговараме, мајче разговараме. Не, сакам да ти кажам, нема да ги земе, затоа што фронтот кон него ќе се зајакне. Затоа што фронтот на либералните структури во Европската Унија ќе се зајакне против. Ништо не може да го направат на Орбан после победата на Трамп, барем му догоди. Како тоа мислиш, ништо затоа што не сме ќе му даде 7 милиарди Трамп на Орбан. 7 милиарди ќе му даде. И ќе му даде и 7 милиарди, мислам дека 17 ќе му даде, не 7. Тоа да не се секираш, значи парите не се проблем. Овие се бизнисмени, политичари со Вашингтон, кој што има, ако Европа има 7 милиарди, он има 700 милиарди. Па гледам кој што не е проблем на Орбан Мицковски, му даде со кредитот кој сега не знае. Да ти кажам, сега све ќе протече, да не се кираш. И тие што мислат дека е тоа добро, ќе имаат потврда. Значи, нетворкот на автократи, умрежувањето, многу ќе зајакне.
Во тоа парите не се проблем. Они ќе Со тоа зајакнување ќе направат профити. Целата автократска логика на владење во крај на линија профити. Но да те вратам малку поназад, бидејќи разговараме за тоа што ќе биде кога калето нема да биде важно. А одиме кон тоа дека ја не мислам дека нема да биде важно, ќе биде важно на друг начин. Ајде тоа сега да не го отвараме како ќе биде важно, ама ти кажав. За некои работи ќе се решава позади во канцеларија и никој нема никого да прашува овдека. Види, потрошивме многу децени јас и ти. И јас, например, тврдам дека да не беа американците, Македонија денеска немаше да постои како независна држава. Го потпишувам. Па ако е така, кога сега ќе се повлечат американците, ти мислиш дека ние можеме да опстоиме, зашто сме демократски зрели и така натаму, па нема да доеме ние до разговор за економијата овдека. Ти гледаш ли дека сме влезени во комплетно федералистичка дебата? Видиме, Сашо. Чекај да ти кажам, ако нема некој кој ќе повика, некој ќе каже: "Ало, луѓе, кај мислите дека ви овде ова? Вие можете Украина што сакате да правите, нашите интереси ги загрозувате." Ако сега се испостави дека нивните интереси не се овде, значи не снема за 6 месеци, бе. Имено, бе, Сашо, јас се согласувам со тоа. И ти на тоа викаш што? Па добро, ако треба така да биде. Јас викам дека треба престанеме да плачеме дека сега ќе не напушти Трамп, нема, ќе дозволи би. Сега дозволи би. Ќе не напушти цело време, ја ти кажувам дека нема престанување на плачење. Нема тоа процесот е тоа. Ја го одбивам. Тоа ми е, не знам како, тоа ми е, мене ми е смачено од еден комплекс на инфериорност на македонците. Мислам, ствар идентитетот некој ќе ни го земе. Ова некој ќе ни го земе. Ние кутрите, ние малите, значи стварно преку глава ми. Просто ми е дегутантно да го разговарам тоа. И види, сега ти кажам, Македонија стварно мора да се соземе, точно е 2000 да не бе американците, прво немаше да бидеме независна држава. Никој. Јас ги знам податоците, сме го разговарали. Ги знаеме. Еве, за Кино Григоров го стивам документарни филм, сите работи се на маса ставени. Тој нема што се крие. 2001 ќе се бањавме во крв по улици, Сараево ќе беше Скопје, да не беа американците. Тоа глупости Арачиново влегле американците, па ги извадили, иначе тука нашите сили на чело со Љубе Бошковски ќе направеа пепел. Мислам, за жаби ќе направи пепелова држава. И тоа кого и да прашаш, да бе, така е. Кој е така, бе, дечки, бе, кој е така? Што е Боко, што се те што доаѓаат нови генерации кои тоа го тврдат, а немаат појма. Имено, знаеш што немаш веќе под наводници американците да им кажат чекај, не беше тоа баш така и не оди тоа така. Па не го кажуваат американците. Не го кажуваат. Американците го не слушаат и викаат, види ги овие сега што лупета. Види. Во суштина, види, до денешниот момент, до изборот на Трамп, овдека имотниот лист на Македонија се наоѓа во Америчкиот конгрес. Што значи тоа? Тоа значи менувањето на границите, они се прашаат за тоа. Така е. Сега. И тоа не доаѓа у предвид. Доаѓањето на Трамп. Да. Не знаеме веќе што се доаѓа у предвид. Не, види, ќе те потсетам. Не знаеме што доаѓа у предвид за Босна. Не знаеме што доаѓа у предвид за Косово. Не знаеме што доаѓа предвид за Украина. Сега ќе потсетам на изјава на Трамп. Сакам да ти кажам, види, не ме потсетува на изјави, Трамп дава 3 изјави противречни дневно. Джабе ќе цитирам изјава од пред 5 години, кога нутре Сабајга ќе даде една изјава, попладне трета изјава. Значи, сакам да ти кажам, влегуваме во една непредвидливост и една нестабилност која мали држави, ова ти ја и ти истото се љутиме, инфериорност. Ние сме мали држави, сите мали држави зависат во многу од поголемите држави, особено од соседите, а потоа и од големите сили. Не сме ние. Да, бе, гледам се Луксембург, веројатно Коси Луксембург е тотално стратегиски неважен, бе. Луксембург да пропадне у земја, нема едно влакно да се мрдне во Берлин. Ние, ако се случи овдека да се случи нешто, сите соседи се вмешани со се регионалните сили. Со се Турција, па од тука натаму што сакаш. Тоа е американскиот интерес да се држи ова стабилно. Зашто потоа стабилизирањето на тоа што ќе се струши ќе ги кошта многу. Иначе Турција, не знам дал го запрати тоа Ердоган у Будимпешта куц, ние би да ги одмрзнеме преговорите за членство со Европска унија. Значи, не знам дали ја нотираше. Види, ја нотирав, ама сите ќе чекаат Ердоган да си замине за да тоа се односи. Знам. Тој човекот на заминување. Ќе видиме дали ќе си замине. Тој истиот човек кој викаше, ние сме. Значи, види сега, да не мешаме теми. Сакам да ти кажам дека. Не докажав јас. Ајде. Не докажав. Време е да се соземеме. Значи, окей, супер, не подржуваат американците, да, так, геополитички, мислам дека таа подршка во таа
геополитичка смисла, да не прекројување на граници и понатаму ќе продолжи. Трамп ќе сака, значи тоа некој треба го предвиди, да што побрзо се реси Косово, да ги извади од таму, од Бонстил. Ти гарантирам дека Трамп нема појма, не ни знае кај е Косово на мапата. Знае, не. Ти гарантирам дека нема појма дека има америчка база у Косово. Сега кажам дека ова дојде на едно време кога ние ќе треба стварно да се навратиме на себе си. Абе Боко, слушај, да се преброиме. Добро, доста. Чекај. Знаеш како ми звучиш као овие поетиве, да се колку сме, толку сме таа. Абе да те преселам на друга тема. Оваа тема не. Види. Во моментов 14% од загадувањето у светот произлегува од Америка, бидејќи 25% и повеќе од економијата е америчката економија. Трамп ќе се повлече од преговорите за климатски промени. И потоа што правиме? И потоа што правиме? Најавува и само ја прашај. Ќе се повлече од Обединетите нации. Излезе од Светската здравствена организација за сега и ќе се повлече, ќе го растури. Оти ти да имаш Обединетите нации без главната светска сила, тоа ќе биде како вака, да се видиме на кафе. Значи, сакам да ја кажем, има теми за кои не е во прашање дали сме ние плачливи, македонците супериорни, инфериорни, соседите едно друго. Има теми за кои ќе се повлече, одеднаш ќе добиеме поплави као Валенсија. Бидејќи човек ќе се повлече не верува од тие работи. Значи, препорачуваше да се пие блич, како се вика ова. Како да ја кажа, види, човекот е будала. И мислам, неговата будалаштина нема како, бидејќи е председател на Америка. Со сите кордони околу него, ако ги има од сериозни луѓе кои што го ниша, кои што го нема пакс американа. Нема како да не се прелее на целиот свет. Сашо, пакс американа. Грижа. Така е. Иначе ја не се грижам за Америка, си го избра, дека има праси. Нема пакс американа. Нема. Зашто нема? Па затоа што Трамп победи. Да. Може ли светот да функционира без пакс американа? Мора. Многу скапо ќе не кошта видоење, знаеш, тоа ми е грижата. А не дека империи постоеле, пропаѓале и така натаму. Ама баш ние да не бидеме во моментот кој ќе пропаѓаат империи. Убаво би било да проживееме ние децава наши еден период со империи која функционираат. Фино би било и малце да излеземе од нашиот конформизам и да видиме, сите знаеме, ги спомна Обединети нации. Па знаеш ли бе, Сашо, од кога Обединети нации никој не ги е сапи. Уште од кога ги врза оној мајмун младич плавите шлемови кога ги врзуваше по Босна по бандери. Абе види, не си во право, бе, не постои. И при тоа. Ама чекај бе, не си во право, не преоѓај преку глупости до тезите. Како УНИЦЕФ чија агенција? Битна ли УНИЦЕФ да постои за вакцинирање на деца? Па доста со младичи со ова. Светска здравствена организација битно ли е да постои? Не ме дослушуваш. Па еве те дослушуваш. Јас не реков дека е добро ЮН да не постои. Јас реков дека треба да излеземе од јаловите и конформистички дебати дека ЮН не чини и ние треба да го реформираме, ама уствари кога ќе треба да се фатиме за работа, никој ништо не прави. Абе, што зборуваш, бе, ти како тоа не, да излеземе? Што да прогласиме од денеска излегуваме од јаловите расправи? Абе, тие расправи мора да течат и мора да функционираат. Мора да има акција, мора да има акцијски планови. Ама и ако нема акција, бе, ќе продолжи да тече. Затоа што некој денеска треба храна во Африка да добие. Зашто деца умираат ако не добијат денеска храна. Ова не е академска расправа во седнати, па види, ЮН не е ефикасно, ајде да укинеме фондот за, не знам, за вакцинација против полио. Значи, ме разбираш, ЮН ќе постои вака неефикасен како што е. Кај што не може да се решат големи политички проблеми, но каде што системот на разноразни агенции, ако излезе Америка ќе биде загрозен, бидејќи американците се најголемиот донатор на ЮН. А Трамп сигурно ќе ги укине средства. Па нека дадат другите пари. Знаеш што ќе бидат рефлексиите од тоа? Не може другите да дадат пари, не може, затоа што дупката што ќе направи американците, што ќе направат, не може никој да ја пополни. Тоа е исто кој преголеми себе бори. Тоа е исто кој со НАТО. Види, like it or not, откако Трамп првиот пат беше председател, тогаш имаше 3 земји кои го почитуваа лимитот на буџетот за одбрана. Само 3, сега се 23. Те разбирам, се е тоа вред. Ама тоа не го измисли Трамп? Па тоа не го измисли Трамп? Ама не го измисли. Па сакам да ти кажам, тоа барање беше барање на Обама.
Да. Пред тоа беше на Буш, жестоко ставено на маса. Ама овој ги нагази. Овој не ги нагази, овој е будале, вика тој будале ќе направи глупост. Да. Да. И што е решењето сега ако напушти Америка НАТО? Ме разбираш? Не те разбирам, затоа те прашувам. Што е Сашо. решењето ако Америка го напушти НАТО? Мислиш дека НАТО може да опстане со средства од тоа што ќе повлечат американците? Па НАТО е направено од американците. Добро. И е направено за американците. Ќе- Единствениот пат у светот кога интервенираа сите земји по член 5 беше после Сашо, терористичките Сашо, напади 2001 година у Сашо, септември. Сашо, прво не би сакал така фаталистички да го доживувам тоа ако Америка ја води Трамп, да ја готово светот пропадна. Па Ти тоа ми го па кажуваш. човекот најави се тоа. Ти тоа ми го Ама ја не кажуваш. ти импровизирам. Тоа прво- Повлекување од Обединените нации, повлекување од НАТО, растурање на светскиот систем, винесување бизнис у политика, ова се све него и заложби. Добро. Ја не ги измислувам. Тоа Сашо, Човекот тоа го Сашо програма. филозофијата се вика диалектика, знаеш. Значи, некои работи едноставно, ако сакаш, конечно и либералната демократија. Да. Либералната демократија едноставно, она е незината база е средната класа. И работничката, ако сакаш. Особено за овој дел на левица која е лево-центар. Во меѓувреме, тоа во Франција одамна се случи, тоа се почна и така и фино го нарекуваат иронично гошка вјар. Значи, таа една либерално-демократска која се отуѓи од собствената база, ќе мора да се наврати после ова. Ова е, Сашо, шамар кој во диалектиката кој се преведува, секој е лошо за добро. Значи, мора да дојдат некои работи да удрат за да почнат на ново да се качуваат. А може и да останат удрени едно 100 години. Па ќе се качат по 100 години, па после 100 години кој ќе каже 100 години беа удрени. Види бе Борјан, ти зборуваш од позиција на мнозинство. Ти не си нити етничко малцинство од држава, не си нити јазично малцинство. Мислам дека не си ни сексуално малцинство. Последниот пат што сум слушал, веројатно знам. Не си ни, како да ти кажам, и ти имаш комоција овој тип на академски вака тези за треба диалектика да се удрим од земја и така натаму. Абе замисли ако си припадник на кое било од овие малцинства, а може да си и на неколку припадник. Ја и ти сме малцинство. Види да ти кажам, не. Сакам да ти кажам, види, би бил многу уплашен. Би бил многу уплашен од тоа што може да следи од лупањето од земја. Јас не реков дека не сум уплашен. Значи сакам да ти кажам. Ама јас не реков дека значи не сакам сум да ти уплашен. кажам, демократијата подразбира, особено либералната демократија, постојани разговори за овие теми и држење пресија. Апсолутно. Ако еден од главните играчи за држење пресија се повлече од темата, Добро. агендата на овие сите други станува многу потешка. Океј. Или од другата страна притисокот е баш ваков како што го опишуваш. Сигурно дека мнозинството у Македонија би кажало: "Што бе абортус? Абе бегај тамо, каков абортус нема." Сигурно мнозинството би каже: "Што? Двојазично се бе, каква двојазично има македонски секој да знае." Сашо. Ево овие Сашо. што ни пишуваат сега коментари тоа го знаат. Сашо. Сакам да ти кажам, значи, ме разбираш, а идејата на целото тоа е да тие што се малцинство не се плашат од собствената позиција. Сашо, не ме разбираш. Тоа е идејата на овој либерално-демократски. Ја разбирам дека е во криза. Ја разбирам дека е во пад, но кога главната држава во светот која тоа го промовираше, сега доживува како да кажам драматична промена. Не само идеолошка во сите аспекти. Тоа не може тие бранови да не стигнат дури и да од најоддалечените плажи во Охрид. Така е. Слушајме се. Ја и ти многу добро се разбирам. Јас сум така е. Ние никогаш не треба да се откажеме од некои базични вредности до крајот криштата во кои јас и ти лично верува. Толеранција, солидарност, емпатија, социјални институции, демократски институции, слобода на говор. Никогаш. Сакам друго да ти кажам. И тама работа не ми паѓа на памет да прекинам да го говорам тоа и да го дискутирам. Само сакам да кажам дека ова шамарница која стига од Америка. Ама тоа е шамар за американците. Дозволи ми. Сега, не е за наш шамар. Добро, сега разговараме од американците секако шамар, да. Тоа е првично за нив. Зборувам за воопшто за светот и последицата од повлекувањето од него и снемувањето на Пакс Американа. Значи, очигледно тие дебати, како ти кажам, добиле пресалонски момент. Они ќе мора да го
никогаш не треба да престанат, напротив, треба да се интензивираат, и да најдат други модалитети да бидат поефикасни, да се вратат назад меѓу средната класа, да ја интегрираат средната класа во нив, која во меѓувреме напуштена и социјално удрена, вика, па добро, дај, може би црста рака ќе донесе нешто. Илузија е. Инаку, во потполно се согласувам. Само ти кажувам дека моментот треба да се искористи за други методологии. Како да се искористи кога сите околности се против искористување на моментот? Сашо, види, Па окей. ќе те зачутат. Еве, ова ти што го збориш, ќе те зачутат тие што ќе сакаат да го зачутат дебатата. А тие на нив не им треба дебата. Како тоа мислиш? Па така ќе те зачутат, ќе те утепаат. Оние претходните те плюкаа по кафана, овие мене ми ставија бомба под колата и ја дигна у воздух. И на крај ќе те утепаат. И што ќе збориш ти? Од бутал ќе збориш. Сега да ти кажам, за тоа разговараме. Јас разбирам дека ти си за тоа да продолжи дебатата. Нема дебата во такви општества. Во Русија нема дебата. Во Русија те апсат и те праќаат 5 години у Сибир ако не се согласиш за тоа што Русија војува во Украина. Ако веќе не те утепаат на лице место. Сакам да кажам, не е ова академска атмосфера во која ќе заврши емисија, па ќе продолжиме истиот петок на истите теми. До петок ќе те утепаат. Виж како си ти еден разгален либерал-демократ. Да. Види бе, Сашо, генерацијата пред нас беше у партизани, у војна. Знаеш што или не? И што е? Ние излеговме 2-3 пати на протести и со голема работа. Добро. И што? Или мене ме плюкнале тебе во колат. Идејата е војна да поведеме. Не, Сашо, сакам да ти кажам дека секоја генерација има своја жртва. Значи, и треба сакаме да почекаме да дојде да жртвуваме следната генерација. Не реков дека треба, сам не дај Па, Боже, јас јас не дај Боже. Сакам да ти кажам, секоја генерација има тежина. Немој така, мислам дека либералната демократија е влезена во еден длабок конформизам. Тоа го зборувам. И дека ова е шанса да малце размисли околу тоа како тие вредности се практикуваат, како се промовираат. Има работи кои едноставно треба да се направат еднаш. Не знам што ќе прави, не знам што ќе се случува со Украина. Интересно е да се види тоа што ќе биде. Но Европа е сега стварно изложена, бидејќи, пази што се случува. Северно-корејски војници се на европскиот континент, ало. Мислам, тоа па не, сакам да кажам, нема да може Европа да продолжи со ова до сега што беше со Украина. Ке им влезат човече ке им влезат назад у Берлин, ке им влезат. Што треба да прави Европа? Мислам, молам? Што треба да прави Европа? Не знам, Сашо. Јас го немам одговорот. Тој одговор, па не знам. Ама од ова што го зборуваш се насетува одговорот. Ама не знам. Ама ја ќе ти кажам. Вајда треба да биде порешителна. Не бе порешителна, мобилизација и војна. Тоа предлагаш ти. Не предлагам тоа. А јас ти кажувам дека соучеството на Америка во ова се успева да се одржи таа војна во една трагична димензија локално. Пакуваш збор. Па тогаш ако не знаеш, ја ти кажам што ќе се случи. Значи како генерацијава ќе се соочи со тој предизвик? Не може 2 години да и ветуваат на Украина оружје и да не испорачуваат. Речемо французите. Добро. Не може, мислам, стварно не може. Тоа е демагогија. Добро. Тоа не е либерална демократија. Значи треба да го испорачаат оружје. А имено. Добро. Или треба, не знам, или треба да решаваат. А Макрон што рече и војници да испратат? И тоа ги треба да го направи Европа. Па Сашо? Не сам те прашам, пошто ти ги развијаш овие теории. Значи треба да Европа и војници да испрати во Украина. Јас само зборувам дека либерал, за да се сочуваат и да се излечат пак во еден нов историски циклус на развој, им треба нова содржина, нови наративи. Немој ти сега ти мене што треба да никогаш тоа во историјата така не се случувало. Секогаш се случувало така. Никогаш. Извини, секогаш така се случувало. Не, никогаш не се случувало така. Апсолутно никогаш не се случувало така. Демек прогресивниве елементи кои ќе доживеат тога, ова баш добро што не нокаутира, а сега ние ќе се регрупираме. Не. Ти кажам, кој ќе те докаутираш, идеш после тоа на интензивна нега и ако се проводиш, продолжаваш. Значи сакам да кажам, не може да се земат падовите од демократијата како изворена и потребна шанса за да се освестиме. А општествата не се освестуваат.
Боко. Општествата се општества на инерција. Кога ќе дојдат да ги нокаутираат, они остануваат у нокаут и пропаѓаат. Сакам да ти кажем, значи, 70 години мир, 80 години мир у Европа после Втора светска војна. Сега гледаш како е сезовриено. Знаеш ли колку време ќе треба да, ако не дај Боже се случи нешто, ќе требаат уште 3 генерации, не нашите деца. Нашите внуци и внуците на внуците ќе треба да се опорават. Види, например, Босна се уште не може да се совземе од војната, а се поминати 30 на години. Затоа што, знаеш како, затоа што не е само таа генерација што војувала, тој што ќе биде со Русија и со Украина. Нивните деца, нивните внуци не можат во главите да се стабилизираат. Тоа се изгубени генерации. И сега не може да се каже, добро, убаво што имаше војна, бар ќе може да се прередиме. Ништо тоа нема да биде така. А кој знае како тоа на крајот и сето ќе заврши. Затоа ти велам дека целиот разговор околу Трамп, доаѓањето и така, да, види, има да биде забавно до безвест. Па и овој нашиот разговор, мислам дека на крајот тоа го потврдува. Ќе биде многу забавно, пошто во ова што ќе го прави администрацијата Трамп, ќе бидат и невидени работи, ќе бидат елементи. Го гледавме првиот мандат, јас мислам дека вториот мандат ќе биде многу поорганизиран во потресувањето на светот. Оно првиот мандат не успеа да се постави, беше нов и така. Сега е многу поогорчен. Околу него има апсолутно луѓе кои што се врвно опасни. Затоа што ќе работи, има таму веројатно и паметен свет. Агендата им е многу попрецизирана, они се тука за да останат. Они не доаѓаат на власт Трамп за да биде 4 години. Јас само се плашам. Ќе направат такви промени кои што ќе ги остават доволно долго на вас за да се промени светот. Јас се плашам дека од таа промена што ќе се случи, мали земји како Македонија, мали народи, ние сме, како да кажем, бубачка за дури да ги имаме капацитетите на не знам која ги немаме, бидејќи кога си мал народ и не можеш да имаш големи капацитети, не знам, дека на крајот ние ќе бидеме меѓу првите жртви. Од и големите народи на поинак имаат моќта за амортизација на ударите им е поголема. Може да обстанат и со поголеми загуби и сето тоа. Малите нагори може да ги снема. Па тоа ме загрижува кога овој ваков тип како Трамп ќе седне у белата куќа. И мене ме загрижува, Сашо. Апсолутно ме загрижува, бидејќи затоа пак ќе речам, Македонија мора се соземе, бе човече, не може да се соземе Македонија. Па нека не се соземе, ќе ја нема. Како тоа ќе ја нема? Да се препозна. Па ти ми викаш ќе ја нема. Не, точно. Не, па види, не може да се извади место. Биде овдека, како да ти кажем, Сашо, во една Сашо, зборуваме во една перспектива од неколку векови. Немам јас. Земи и нанапред назад. Напред можам да видам неколку векови. Нации и култури пропаѓале низ историјата. Има тие кои се снашле, ги искористиле своите шанси во историјата и од тие шанси направиле просперитетни општества и нации, и има други кои пропаѓале, Сашо. Затоа што ја промашиле шансата која им се дава во историјата. Историјата не нуди многу шанси. Ние во 90-ти години добивме шанса затоа што беше онаа будала Слободан Милошевиќ кој правеше војни. Македонија не ја собираше во таа војна, фала Богу, и Македонија беше резултат на геополитички инцидент. Те подсетам тука за Слободан Милошевиќ навива и беа пројугословени голем дел од населението, особено некои после кои се истакнати ВМРО и сега не ја даваат идентитетот, не го даваат, што нормално. А плюс ги познавам. И ги познаваме од минатото шо били како били. И добивме независност, ничем изазвани. Значи, пази, да ти кажам нешто. И исто така можеш така да ја изгубиш. Затоа сакам да кажам, на Македонија е потребна консолидација, мора да не може да седиме у ќушот, леле, сега бугарите не, сега Европа нас не сака, сега Трамп, сега више американците, у калето нема више кој да ни каже што да правиме. Ја не се бавам со тоа ниво на како жемчучец се бори по кафа. Ма не се бавиш ти, ја се бават 90% од населението. Да направам сериозна анализа што може да следи. Еве ќе раскажеме по 5, по 10, по 100 пати ја раскажувам приказната како е Македонија направена независна држава, бидејќи па овие што не гледаат можда и прв пат ќе ја слушнат. На крајот од 80-тите години, кога беше јасно дека Југославија ќе се распаѓа, бидејќи тоа се гледаше 88, 9, 90, некои порано знаеа кај ќе одат процесите,
тогашниот председател американски стариот Буш нарача студија на од својот National Security Council, значи Советот за национална безбедност, да направат анализа што ќе се случи со распадот на Југославија. Таа студија е декласифицирана. И таа е објавена пред 10-15 години, бидејќи и помина рокот на трајање, додуше кој ќе се чита денеска е како туристички водичи, пошто е поише црна него што е бела и само воведот е објавен и така натаму. Што покажа таа студија Борјан? Таа студија покажа дека единствената република од поранешните 6 југословенски републики која има експлозивна моќ е Македонија. Сите други имаат имплозивна. Што значи тоа? 5 години, 3 години, 4 години војна во Босна, најкрвава, најнепријатна, најужасна и така натаму, него дестабилизира ни Загреб, а не Виена. Секаков неред во Македонија ги вовлекува веднаш првите соседи, а потоа вториот круг и светските сили. Заради тоа 90-та година американците дојдоа и забија дека знаме, пошто следуваше Умперфор и така натаму, цела една серија, и рекоа вака: вие внатре не знам што ќе правите, дали ќе крадете, дали ќе правите реформи на судство, дали ќе Борјан ќе биде главниот или Сашо ќе биде главниот, не знам што и така натаму. Но за границите на менување на оваа, бидејќи Македонија е во суштина единствената нова приказна на Балканот од кога постои Балканот, па да речеме назад 200-300 години. Ова што се појава дека до сега не постоел. Американците рекоа за границите ние се прашаме. А ние ви предлагаме цело време што треба да правите за да не се дестабилизират. Ама ваше одбирот. Сега, заради тоа ние обстанавме. Види, Борјан, и јас и ти сме свесни за грчко-српските договори како да се дели Македонија, за улогата на Бугарија, нели, починатиот председател Желев го стопираше тој план, иначе имаше тука и воени мапи беа во игра кој до каде да влезе, што како да влезе. Свесни сме за внатрешните расправи, свесни сме за разни радикални, големо македонски, големо албански, големо срп, секакви глупости и така натаму. На крај сето тоа завршуваше до стапките на ова ти што го викаш калето. Бидејќи таму им се одговараше што можем, границите, ние за тоа се прашаме. А вие тепајте се кој што сакате правите внатре, ние ќе ви помогнеме за реформа на судството, ама ако неќете да направите, ваш проблем. Крадете се меѓу себе и така натаму. Затоа ти велам дека сега влегуваме во една нова фаза. Во фаза кога се плашам дека Америка, барем што се однесува до Балканот, може да излезе со други стратегии. Ја не викам дека е тоа така, но од ова што го предлагаше Гренел во претходниот мандат, а тој ќе остане да биде. Види, неколку пати веќе се сретнува со Мицкоски. Орбан го немаше 90-тите години. Со појавувањето на Орбан, види, Додик правеше прослава со музика. Затоа што Додик вика, ја можам комотно да се одцепам од Босна. Види, тоа не оти би се одцепил и не знам што, ама може и ќе се одцепи. Сега да кажам, значи, види, покривавме војни у 90-ти години, луѓето што се помлади не знаат што значи тоа кога ќе помине земјата низ таков стрес. Лесно е по кафане, тоа видовме сите тие прикази. Сакам да кажам, ете тоа е ова што Трамп го носи и пази, ти кажам за еден релативно помал регион како што е Балканот. Да не почнеме да збориме сега за Блиски истоци, за руско-европски односи, за Тајвани, оти таму, ако попукаат штрафовите, ја не викам дека ќе пукнат, но оваа дисрупција што ја носи Трамп може да доведе до огромни последици за сите, а човекот е неозбилен. Барем до сега беше неозбилен. Види, Сашо, има една работа, мислам, добро, подсетам, точно е тоа што го викаш, он ги менува изјавите, има една изјава дека после Дејтонскиот договор, Преспанскиот договор е најголемо достигнување на... Тоа е факт, дека тоа го има изјавено Трамп. И факт е, он, види, добрата работа, ако може така да кажем, он се залага и тоа е еден дел од неговиот имидж и мислам еден од успешните негови наративи во кампањата, дека сака мир, дека не ќе војни и така натаму. И во тоа му веруваат. Неговиот мандат
помина без војна, без ангажман, без Америка да е, и сега не е Америка во војна директно, но беше Афганистан, па дојде Буш па ги повлече трупите. Ама не, значи не е дека немаше војна, не испрати војска, не испрати па војска. И сега не испратија нигде американците војска, се повлекоа да го не стане. Добро, но се индиректно ангажирани во Украина. Ама они се сегде ангажирани индиректно. Нема точка на која не се. Тоа е дефиницијата за светска сила. Да бидеш индиректно ангажиран сегде, тоа е светска сила. Сите опции се возможни на Балканот, но ова што го збориш, ова геополитичко значење на Македонија и нејзината експлозивен нејзин потенцијал, мислам дека тоа ќе биде црвената линија зад која Трамп нема да ја преиде во однос на Македонија, менување на граници и така натаму. Не, па што нашиот влез во НАТО таа приказно се заврши, под услов НАТО да продолжи да функционира. Значи, види, гледај. Тоа е мојот страв, дека со Трамп не знаеме дури ни тоа. Да сумираме. Преспански договор, рамковен договор, меѓуетнички односи во Македонија нема да бидат доведени во прашање. Она што мене ме загрижува, исто колку и тебе, е дека нивниот влог во развојот на демократските институции и демократијата во Македонија нема да биде таков кој што беше до сега. Тоа треба да го нотираме сериозно, но не за да биде уште еден повод за плачење, туку да видиме што може да правиме кога еден таков многу важен фактор за развојот на демократските институции во Македонија нема да биде на располагање како што бил до сега. Тоа ми е, Сашо, поентата. Знам, тоа е точката на нашето неслагање. Јас ти кажувам дека ако во Македонија нема функционална демократија, и Преспанскиот, и Охридскиот, и кој сакаш договори, иден и претходни, така натаму се доведени у прашање. Оваа држава функционира како унитарна мултиетничка демократија. Ако овдека се загрозат правата на било која група, а да не зборам за клучните две групи меѓу албанците и македонците, ние веќе сме влезени во една федералистичка реторика, само ќе се засилат тие трендови. Добро, извини. Потоа, кога тие трендови ќе се засилат, секаков исход е возможен. Добро, дозволи ми тогаш да го преведам вака. Трамп и неговата администрација нема да се грижат многу за демократијата во Македонија, се до моментот кога падот на квалитетот на демократијата ќе удри во фундаментите на стабилноста кои го имаат тој експлозивен потенцијал по цел регион. Тоа да Трамп администрацијата нема да го сака да го види од најпрактични причини, затоа што се разбира дека ќе биде повикана од сите страни, дека треба да се ангажира и сами ќе се најдат во една незгодна ситуација. Мислам дека кај него, колку и да е откачен, има една таква прагматичност, која ми влева надеж дека барем тоа. А пак ќе ти кажам, уште една, стварно мислам дека ние сме направени буквално адикти, зависници од странски подршки во однос на нашите демократски капацитети и квалитети. И тоа загрижува, значи, ние не, ова што го зборува, демократијата е прашање кое секогаш се разговара, секогаш се надоградува, секогаш треба да е процес кој тече. Но ние мора да станеме собственици на тој процес. Да ми го, и може би, ова со Трамп би можело да биде едно отрезнување. Не знам, може грешам, Саша. Сакам да верувам дека е така. Сакам работите да ги гледам дека лошото ќе донесе добро, не дека лошото ќе доведе ново лошо. Бидејќи постои таква можност во концептот на диалектиката, тоа е. А ти можеш да го префрлиш, ако сакаш, ако си будала, од лошото да влезеш во уште полошо. Се разбира. Цела вечер збориме за овие концепти и мислам дека и ја имам и што да ти кажем ова што го збориш, али дека мислам јасни се позициите, бидејќи ја
не верувам во моменти на отрезнување на нации. Особено кај мали нации не постојат такви историски. Ни јас. На крајот нациите влегуваат во разноразни интервали, многу да работите не зависи од нас, затоа не се битни овие големи движечки сили, европски, американски, Апсолутно, така натаму. апсолутно. Знаеш како има една дефиниција уште од времето на Хегел. Сега јас морам за луѓе кои сакаат да учат. Да, знаеш како стабилноста на малите земји зависи од соседите. Во голем дел. Во голем дел. Ако почне да се случуваат, бидејќи ти викаш, знаеш, Трамп нема да сака, ние не знаеме. Ние не знаеме што неговиот план, да речеме, можда и нема план за Босна, која што е во една многу продлабочена криза. Ја мислам дека нема план. Ама немањето план ќе значи голем смут. Кој ќе почне смутот околу Босна, па ние сме на 200 километри од 300. Сашо? Знаеш, сакам да кажам, добро, завршивме голема работа со влезот во НАТО, затоа многу од овие сценарија што и вечерва ги покренуваме би требало да се завршени, бидејќи јас не мислам дека е тоа неозбилна организација во која што може да дојде до како да кажам, до непредвидливи работи. Меѓутоа, кога главниот основач и веројатно 30-40% од моќта на НАТО го доведува и НАТО во прашање, ја инаку не мислам дека тоа баш така ќе оди лесно, па дури Трамп и да сака. Но ајде да видиме, затоа што тоа има, сега да не отвараме таа тема, тоа е многу комплексна тема, тоа не може ни да го спроведе дури да го сака. И таму и генералите ќе меѓутоа знаеш како тие кога слоновите играат, ти гледај како мравка да не те нагазат. Тоа ми е тезата. Со други зборови, Боријан, види, се вративме во едно време кога секој ден од јануари натаму ќе имаме вести од Америка. Претпоставувам дека нашиве подкасти по дефиниција 50% од времето ќе се занимаваат со Трамп и со тоа што ќе го произведува. Ќе има многу потреси. Да видиме се што да правиме. Зашо, апсолутно ова е време на големи искушенија. Да. Јас дури не сакам да помислам, гледам во Германија 1500 фирми банкротираат, инфлацијата каков популизам раѓа. Значи сето тоа би, ако се навратиш 1920 која читаш во Германија, да не правиме сега тој тип на анализи така. Не се слични времињата, не се слични времињата. Различни се, ама добро. Може да се прават и тој вид на спорт. Може, затоа е добро да му се придаде внимание на образованието и информациите кои новите генерации ги берат. Но тоа е, затоа ти кажам, време на искушение, озбилни. Тоа е. Добро, Боријан, еве со една крупна време на искушенија можеме да завршиме овој директен. Ама не сакам едноставно, не сакам да бидам песимист и гото одбиваме, видим што. Ама ти имаше по-песимистички ставови од мене на емисија, Не, јас само реков секој е лошо за добро. Ама прво треба лошо да биде за да тоа е добро. Мај веќе е. Па Добро, почитувани гледачи, вие што не следевте, не ја мене батеријата ми е овакво, Сашо, не знам ти дали ги читаше коментарите. Ништо јас не следам, ја едноставно ги оставам. Знаеш како ги оставам гледачите да коментираат што сакаат, валда има некој филтер баш ова мајки шајки да не. Треба да обрнеме внимание, може некојаш треба една Q&A прашање одговори сесија да направиме за сите оние кои стварно сакаат да. Ај ќе го правиме тоа, да. Па да, може да го направиме стварно, ако има расположение. недела ќе направиме коначна една заедничка емисија со Инфомакс. Мислам ти си на пат, ама ќе те вклучиме некако се надам. Ти во Брисел да видиш тоа. Марта Косова, Баш да видите кажа. Томас Вајц, новиот известувач. Овој Хрватов ни е за шеф на делегација Европски парламент. Томас Вајц е австриец, инаку од еколозите не е лошо, ти кажам право. И тоа не им се свиѓа на овие наши исто, ама си кјутат, Вучич куве коса за Тонино Пицула, не, Тонино Пицула, друже, ти се падна. И така, нема врска. Океј, се поздравуваме, така? Се поздравуваме и ќе видиме, ќе најави Инфомакс која ќе биде заедничка емисија. Ние можда и у петок ќе направиме и редовен наш. Не, уште ова, стварно, ако има расположение, мислам без бреѓања и хейт спичери, прашања, па и коментари конструктивни да поразговараме со публиката. Јас сум стварно расположен. Немам никаков проблем. Океј, се гледаме следниот пат. Поздрав. Поздрав.